Продолжуваат пресметките за водата во Гостивар. СДСМ бараат кривична одговорност за труењето на над 4000 лица. Министерот за здравство Сашо Клековски истакна, водата во Гостивар веќе неколку дена се хлорира, а по натамошните анализи ќе се чека на управувачкиот комитет да ја прогласи водата безбедна за пиење. Потруењето на граѓаните на Гостивар со над 4000 заболени граѓани, потруењето на уште 7 други населени места и загадување на 2 реки мора да има кривична одговорност. Од сите. Наместо да прикриваат и бараат виновници на секаде освен во сопствените редови, криминалната ВМРО мора да ја признаат вистината за тоталниот институционален колапс. Здравието на граѓаните го загрозија, а тоа е најважното нешто. Ваквото намалување сметам дека е резултат на подобрување на квалитетот на водата во градскиот водовод, бидејќи веќе неколку дена таа се хлорира соодветно и секако очекуваме намалување на таа бројка, чим нивото на резидуален хлор ќе биде постигнато во сите крајни точки кај што се мери, ќе има негативни проби на крајните точки во управувачкиот комитет ќе каже дека водата е соодветна за пиење и подготвување на храна. На истата тема реакција имаше и од премиерот Христијан Мицкоски, кој го повика обвинителството да делува над 400 пријави за небезбедна вода во Гостивар од 2021 година. Во овој момент водата во Гостивар останува да се користи како техничка, без да има насоки за да биде истата користена за пиење и готвење. Во 2021 година, кога председателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност која што денеска излегува на пресконференција од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар. Преку ништо не е превземено, нула. Јас го повикувам обвинителството од овде од Делчево да ги провери овие наводи за кои што сега зборувам.